375 милиарди евра ќе издвои Европската унија од вкупниот буџет за земјоделство и рурален развој во периодот од 2021 до 2027 година. Дел од овие пари ќе завршат и во Македонија, доколку таа стане дел од големото европско семејство. Освен ова, земјоделците добиваат отворен пазар и поголема конкурентност. Ова се дел од придобивките кои денес беа презентирани пред земјоделците во Штип. Тоа е пред се пазар од 500 милиони. Тоа е пред се една земјоделска политика која што отприлика нуди известност за земјоделците, знаат што ги очекува, знаат на како да се однесуваат, бидејќи знаете дека заедничката земјоделска политика се уредува за период од 7 години. Но за да се биде дел од европското земјоделство, неопходна е работа во делот на институциите. Средување на институциите, контрола, пред се значи легислативната основа да се усогласи со европското законодавство. Македонија е доста напред, пошто јас работам во сите земји во регионот на Западен Балкан. Мислам дека тука сме во голема предност пред останатите земји, дури пред земјите кои што во моментот преговараат со Европска унија. Трибината беше организирана од Рурална коалиција под слоганот "Зачекори напред, изборот е твој". Има за цел на граѓаните да ми ја доближи Европската унија и незината политика, како и да одговорат на бројни прашања поврзани со тоа што треба да направи Македонија за патот кон Европската унија. Значи, во рамките на своите активности, Рурална коалиција е вклучена во оваа кампања, каде што на терен организираме 10 вакви трибини. Ваквите активности се во насока на овозможување на граѓаните подобар пристап до релевантни информации поврзани со зачленувањето во Европската унија и НАТО.